По серијата криминални инциденти на Штипската улица Панче Караѓозов денеска преку телевизија Стар се огласија представници на неколку ромски организации. Можам да истакнам дека оваквите случаеви се изолирани случаеви, дека сепак треба во оваквите случаеви да продолжи со животот кој што го има во населбите каде што живеат ромските населби, можам да кажам, и македонската популација. Најостро ги осудувам ваквите постапки, затоа што ние со години живееме заедно со останатите националности во овие населби. Што организацијата на ромите ќе превземе во таа насока? Да може на некој начин да се направи некакви средби каде што ќе може да се превенира, значи да се направи превенција во однос на ваквите случаеви кои што ги има во нашиот град. Ке треба полицијата повеќе да интервенира во однос на ваквите изолирани случаеви и секако да може да се на некој начин постават позорникари во ваквите места каде што се критични точки и каде што се случуваат повеќе вакви случаеви. Од друга страна, иако револтирани од случувањата, граѓани од оваа и некои други улици во Штип категорично тврдат дека со децении назад проблемот со соседите роми немале. Значи не са сите, ние живееме тука 40 години, со ромите немавме проблеми, со комшиите буквално околу нас, ние сме како браќа. Поштуваме си празници, се живо. Работи се за одредена на групи. Значи, дали се тоа наркомани, криминалци, постојани, имаме напад од нив не веќе секој ден, него во денот по 2 пати, 3 пати. Проблемот според нив е откако се појавиле ромски банди, поради кои тие немаат ниту мирна ноќ, ниту мирен ден. И кај ромски куќи имат улавано краци, најверојатно се работи за истата група на краци што се пуштени од домовите, што беа затворени, па повторно ги пуштија и сега вршат арар фактички врз сите кои ќе улават. Не сме слободни и ние. Ние дома сега малте не се осекири. Значи може да дојдете и дома да снимате зад вратите, чуваме шипки, да можеме сами да се одбранеме. Од своја страна, енергично и итно својот дел од работата веќе го врши и полицијата. Под засилена контрола ќе биде не само улицата Панче Караѓозов, туку и останатите каде ќе се процени дека е потребно нејзино поголемо присуство. Дали ова ќе биде доволно и дека на ова и на некои други улици во Штип веднаш ќе се врати спокојството не е гаранција, но факт е дека станува збор за група и поединци кои не смее да им се дозволи досегашното криминално однесување. Срека е што при последниот инцидент завчера нема потешко повредени, иако ноќта имало бегање, гонење и мавање со секери.